Апстрактни вибрации е седмата изложба на струмичкиот фотограф Среќко Гунчев, која што е поставена во Центарот за култура Антон Панов. Овде се прикажени 30 фотографии. Среќко, најпрво честитки за изложбата и може ли малку повеќе околу композицијата на изложбата, зошто токму апстрактни вибрации и колку време ги собираш овие фотографии? Ви благодарам за честитките и би сакал да ги поздравам гледачите на ТВ канал ВИС. Тоа е, како што рековте, 7 поред изложба. Меѓу другото, овие апстрактни вибрации се моја, како да кажем, определба во жанрот на фотографијата, бидејќи, како што сите знаат, јас имам повеќе изложби и повеќе жанрови во моите фотографии се застапени, меѓу кои, нели, би рекол дека имам и мртва природа, имам животни, имам цвеќиња, имам ово оно, а повеќето од мојата пасија е желбата за апстрактна уметност, бидејќи таа побудува повеќе фантазија и самата абстракција го вели тоа. Секој од нас може, или гледачите, и јас како автор сум ја избрал абстракцијата, бидејќи таа нуди повеќе фантазија од мали нешта да се создадат некои големи нешта, а секој од гледачите ќе има можност самиот да си фантазира и во секоја слика и во секоја фотографија да наоѓа некој дел поразличен од она што јас го имам замислено. Значи, абстракцијата тоа го нуди фактички. Тоа е можност секој да си создава својата слика и затоа ја избирам како моја определба во фотографијата. Иако во моите фотографии и на другите изложби имаше и други, како да кажем, жанрови од фотографијата. Ако почнеме, значи тука беше застапена и овошјето, цвеќињата, животните, птиците, мртвата природа, она црно-бела фотографија што ја викаат, или уличната фотографија, портрети, а посебно во неколку изложби беа застапени или наменски, би рекол, карневалите во Струмица во 90-тите, фестивалот на камерен театар, па пред некој месец беа тука поставени и лауреатите на ФКТ, на фестивалот Ристо Шишков. Значи, долги години. Но оваа изложба конкретно, колку време се подготвуваше? Дали се тоа нови фотографии или имавте нешто во архивата кое што стоеше и чекаше да биде споено во една ваква изложба? Па бидејќи во ова време на дигитална или на социјалните мрежи, јас би рекол дека тие фотографии сите се на некој начин објавени на Facebook, да е повеќе, или на Instagram, или на некој од тие, би рекол, светските некои страници што ја сакаат само абстрактната фотографија или имаш право да поставаш само абстрактни фотографии. Јас би рекол дека во последните 2 години, 3 години, тоа се фотографии создадени во овој, би рекол, период. Може би последната фотографија што ја создадов е некаде во октомври, најверојатно. Таа е тука. Повеќето фотографии се овие 2-3 години, јас би рекол. Каде ја наоѓаше својот не знам, интерес за да ја создадеш некоја фотографија? Овие конкретно во твоето обкружување или се случуваше? Морам да кажам дека
луѓето сите ние гледаме, нели? Сите гледат, а една сликарка еднаш рече, сите ние гледаме, а Сречко забележува. Значи јас наоѓам некои мали, ситни делови, ги фотографирам, се зумираат, се зголемуваат. Сега би рекол дека тука се застапени, може би, некој ќе каже, тука има дзидови од стари куќи. Тука има, струмички што викаме, раѓосани метали, камења, селотејпи, вода во буре со мрснотија, некои слупани, изљупени, ние што велиме површини, отпадоци. Има дрво, кора од дрвја, има саги. Саги во шпоретот. Тие албуми постојат на мојот Facebook. Има многу интересни работи. Значи, оставено е секој од гледачите сам да си фантазира и да си наоѓа своји слики. Значи, јас едно гледам, а тие друго можат да видат. И тоа се случува тие денови, откако е поставена така неотворена изложбата, сите реагираат, па дури прашувате, како, вика, тоа не е цртано. Па не е цртано, викам, тоа е се фотографирано. Значи, децата беа во посета денес од гимназијата, интересно, прашуваа како може ова да биде фотографирано. Така. Морам да прашам како стана фотографијата твојата пасија, бидејќи децении и децении фотоапаратот заштитен знак, мислам дека е постојано тие околу вратот. Да. Фотографијата ми стана некак определба. Јас инаку имав афинитет во гимназијата да цртам, значи да со бои, да со четка. Во текот на моето школување во гимназијата отидов во фотокиноклубот во Струмица, каде го завршив некој курс за фотографирање, но ајде тоа на страна, нели. Кога дојдов тука, 94 година тука во Центарот за култура, ми се отворија можности за фотографирање на сите случувања тука, на сите културни збиднувања, на театарските представи, на концерти, на промоции, тука во домот. Исто така, значи, ги фотографирав и сите случувања во мојот град, во близината на центарот, нели, надвор, што се случува на мермерот во центарот, неколку спортски настани, ако су модел. Јас како рибар, исто така, апаратот е со мене, како планинар е бил со мене, Струмица Опен е фотографиран, фестивалот за камерен театар, многу. По улиците луѓето ме препознаваат и сите сакат да бидат фотографирани. Значи, одамна, многу одамна. Се чувствуваш ли малку како фотоархивар на животот на Струмица? Па да ви кажам, со последните случувања или со она што е поставено еве во гаражата доле, јас би рекол дека точно дека се чувствувам и сите ми велат, ти си архиварот на градот, кај мене не знам колку има, илјадници фотографии. Јас фотографирам многу, од 10 ќе објавам една. Стара Струмица, исто така ја администрирам, во која се опфатени многу нешто од Струмица, разни ликови, струмички, архитектура, спортски, културни, социјални предпријатија, значи се што го има и личности, пеачи, спортисти, клубови. Тоа е една голема бројка, една голема архива и целта на фактички на таа Стара Струмица треба да биде еден бунар, еден извор на архивски материјал, за да можат луѓето таму да црпат и да објавуваат и да пишуваат текстови. И јас би рекол... Како ја селектираш? Како ја чуваш таа толкава, предпоставувам, огромна архива? Треба многу вештина, голема организираност. Да. Најтешко ми е кога некој ќе ми побара некоја фотографија. Вика, ти мора да ја имаш таа фотографија, јас ја имам, ама сега треба и да ја пронајдам. Тие моите што ги имам, ги пишувам нели на CD-то или на
DVD, како го викат, ќе напишам која година е, ќе извадам една фотографија, ќе ја најдам, ама сакам, ако ми побараат од стара Струмица, ако ја немам годината, тешко ми е. Значи, последните 13-15 години, јас имам една фиока и пол со такви работи дома. Значи, и секоја тука создадена фотографија што ја има и во Центарот за култура, има и кај мене. Значи, материјалот треба да се чува. Тие постарите што беа на лента или на филм, како што знаеме ние да кажеме, тие ги чувам во книжена форма, во ленташка форма, на CD ја чувам, објавени, значи, што повеќе ја има, толку е подобро за сите нас, да се зачува тој материјал. Утре, други ден, на некој, ако му затреба, да може да ги користи и му е дозволено. Многу пати некој ќе каже, абе, Чичо, Сречко, може ли да ја користим? Како не? Целта на фотографията е таа. Што ќе ми е мене, ако не е објавена? Таа. Имаше еден период кога многу често те среќававме, а ти објавуваше фотографии од различни улици, од различни мала во Струмица, и кога еднаш те прашав, велиш, се возам со велосипедот и ги ловам тие некои детали од куќите, улиците кои што те инспирираат. Продолжуваш ли да ја правиш таа некоја мисија на откривање и зачувување на струмичкиот изглед? Во почетокот, точно на велосипедот или на точкот, ќе се качев и ќе застанев на некоја раскрсница и ги сликав од сите агли. Да. Тогава ми беше многу интересно и чудно и беше на луѓето. Кој е овој? Види го сега, што фотографира, што му треба, знаеш, малку ме гледаа со недоверба, со скепса, али потоа почна, добро, тоа е Сречко, може. Останаа некои недосликани улици, некои реони, да и кажем така, ги знам, нека ќе бидат објавени, ќе бидат и фотографирани. Времето ќе ми се, како да кажем, ќе би се ослободи малку повеќе, бидејќи ако веќе половина од луѓето знаат дека јас во пензија ќе одам во февруари, значи некаде на пролет ќе почнеме со повеќе улична фотографија, со повеќе ќе има време за градот и да, може би настаните во Струмица ќе трпат, нели? Ама затоа пак некои други сегменти од фотографијата ќе бидат повеќе застапени. Тоа беше моето следно прашање. Видов дека имаше една објава дека од Центар за култура има неколку луѓе вработени кои што набрзо ќе заменат во пензија. Чувствуваш ли носталгија дека ќе бидеш одделен, бидејќи овде е сршта на голем број општествени случувања? Како се чувствуваш во врска со тоа? Па, јас се уште сум тука и не чувствувам некој, како да кажем, дека нема да бидам дел од тука. Може би малку ќе се одморам, но јас сум врзан за тука апаратот. Нели ги има и такви некои луѓе што мои пријатели доваѓаат, пензионери, си фотографираат, си објавуваат. Сигурно и јас не може право да еден рез да ставам и нема да бидам тука присутен. Јас ќе бидам присутен. Тоа е мојата определба, тоа е мојата пасија, тоа е мојата влезница, како да кажем, препознатливост. Значи во се, јас сум, како да ви кажем, пред да почнам со такви да сликувам на улиците, на некои забави, на некои нешта, гледав една емисија, тоа го потенцирам, еден италијански новинар имаше право да влезе секаде и да фотографира. Јас сакав тоа да го доживеам, значи на Сречко да му се дозволи, бидејќи Сречко има, нели, авторитет, име да се изгради таков за никој да не каже, еј, ти каде таму одиш. Значи сакав тоа да го постигнам и полека на некој начин го правам тоа. Има ли некој модел на апарат кој што си го посакувал, а не си го имал во своја собственост, нешто што сметаш дека ќе ти помогне за поуметничка или поквалитетна фотографија? Задоволен ли си со она со што работиш? Јас сум задоволен, бидејќи со тоа што го работев, го сработувам тоа што сега го покажам на луѓето. Инаку, тоа е смешно за некои професионални фотографии. Кога ќе видат дека јас се мачам со нешто, со мојата опрема, дури некои ми кажуваат тука, како можеш,
со такво нешто, така тоа е тоа, значи со ништо. И јас би сакал да имам еден убав објектив, например, за да може некои брзи фотографии, некои спортски настани. Спортските настани за тоа не се кај мене застапени, бидејќи таму оде повеќе брзината, а јас немам таква можност. Тоа е тоа. Иначе јас сум задоволен и со тоа што го имам. Значи самата, како да кажам, техника или самите средства ми направиле да се определам за нешто такво и да фотографирам таква фотографија. Да. Ти благодарам многу за разговорот и се надевам дека ќе имаме можности за вакви разговори за следни твои изложби. Јас се надевам дека ќе имаме можност и најавувам, морам да најавам за да не си го погазам зборот на 21 февруари. Замисла ми е моја да направам една ретроспектива, една изложба, значи на денот на пензионирањето, на мојот ден, на родениот ден, да се собереме тука и да ме испратат како, нели, Во твој стил. во мој стил, со фотографии. Ти благодарам многу, Благодарам. па да држиме за збор.